една интересна, меѓутоа привлечна, невообичаена состојба кај учениците кои што се јавува од раната возраст, дислексија, навистина состојба, нема да кажеме воопшто ментална, стабилна или нестабилна, меѓутоа тоа е специфични тешкоти во учењето во школото, најмногу се однесува во читањето, можеби индиректно и во меморијата. Нема да должам многу, моја соговорничка е Катерина Николовска, наставник и координатор на Центарот за деца со специфични тешкоти во учењето во школото. Веќе во студиото темата е најавена дислексија. Навистина конкретно постојано работите со такви ученици. Добро утро. Како сте малку свежо? Добро утро, да, малку свежичко, меѓутоа добро. Колку е важно, претходно и тоа некако констатиравме, кога ќе дојдат учениците, имаат дислексија, имаат потешкоти во читањето, во учењето, во меморијата, веднаш да се дознае колку знаат родителите, колку колку е важна состојбата што порано да се евидентира. Да, па исклучително е важно кога некој ученик ќе дојде во училиштето или ќе се запише, да речеме, да знаеме со какви тешкоти се соочува, дали е тоа дислексија или некакви други тешкоти во учењето. За нас кадарот кој што работи со овие деца е многу важно, затоа што порано започнеме со интервенција, таргетирана интервенција која што ќе работи на нивните тешкоти, толку поголем напредок ќе забележиме кај нив, не само во читањето, него и генерално, нели, во целокупниот академски напредок. Сега, тоа најмногу зависи од родителите и нивната, нели, иницијатива да направат тестирање или не, меѓутоа исто така и од, нели, препознавањето на наставниците во училиштето. Не мора секогаш родителите да бидат тие кои што ќе препознаат. Наставниците се оние кои што се, да речеме, прва борбена линија и кои што би било убаво да идентификуваат дали некој ученик има дислексија или не, да препознаат и понатаму да се действува со следни чекори, а тоа е интервенција. Така, интервенцијата може би е задоцнета, меѓутоа, како што кажавте, вие сте на прва борбена линија. Да. Што преземате? Вие конкретно тоа и го работите? Така, да, првенствено се прават, доколку јас добијам ученик, каде што, да речеме, има сомнежи дека има, или гледаме дека има индикации за некаква тешкотија, правиме внатрешни интерни тестирања, кои што не се диагностички, меѓутоа се диагностички во смисла да ни овозможат нам, наставниците тука, да видиме на кое ниво е ученикот и од каде треба да тргнеме и од каде мора да почнеме. Тоа е некој првична база на податоци кои што ни се потребни за да видиме и да воспоставиме интервенција понатаму. Откако ќе го направиме тоа го правам јас како координатор на Центарот за специфични тешкоти во учењето овде, меѓутоа откако ќе го направиме тоа и ќе воспоставиме, да речеме, неколку, ќе имаме повеќе информации за тој ученик, тогаш правиме план за поддршка или тоа би било некој еквивалент на ИОП кај нас, план за поддршка кој што има таргетирани цели за тој ученик. Со тие таргетирани цели сме сигурни дека ученикот ќе напредува онолку колку што, нели, се неговите капацитети и ќе ги достигне целите кои што понатаму ќе му овозможат напредок на секое поле. Предпоставувам дека пригодот може би е различен кај секој ученик, меѓутоа секојдневно е потребна вежбање, едукација. Па, вака, ако има интензивна интервенцијата, да речеме, би било оптимално, би било 3 до 4 пати неделно на тој ученик да се спроведува интервенција која што е или 1 на 1, со наставник кој што ќе работи со него на оние цели, нели, кои што ги има поставено, или во мала група. Меѓутоа, пристапот за овие ученици треба да е секојдневно, да се користи различен пристап во училницата секојдневно од сите наставници. Не само од наставниците по македонски јазик или по јазици каде што тешкотиите, да речеме, се најистакнати, туку пристапот и акомодациите, прилагодувањата за нив треба секојдневно да се применуваат на секој час. Добиваат домашни задачи конкретно од вас да вежбаат со родителите или исклучително е на часовите во училиште? Па јас преферирам да биде исклучително на часовите, затоа што ним секако им треба многу повеќе енергија да вложат во она што го прават отколку на типичните дечиња, и кога ќе им дадеме дополнителна домашна која што можеби не сме сигурни дека може да ја извршат, тоа прави дополнителен стрес и фрустрација. Доколку се дава домашна или доколку се дава нешто за дома, тогаш тоа
мора да биде, јас апелирам до сите да биде нешто кое што овие дечиња ќе може да го завршат. Нешто кое што ќе биде само не знам подпомагање на она кое што веќе го направиле во училница и нешто во кое што се сигурни дека ќе се чувствуваат успешни. Не дополнително или нешто кое што не е дозавршено и кое што не можат сами да го завршат. Кога кажувате енергија, веднаш помислувам да ве прашам во самодовербата, веројатно многу работите. Да. И еве според вашите сондажи трае дислексијата? Да, дислексијата е доживотна состојба. Се смета дека е невробиолошка, односно е наследна. Доколку еден од родителите има дислексија, тогаш и едно од дечињата или нели потомците би имале дислексија. Невробиолошка значи дека или се раѓаме со дислексија или не. Постојат случаи каде што може да биде стекната, тоа би било во некои случаи при невролошка травма, да речеме, или некаква несреќа, меѓутоа е доживотна состојба со која што се живее и се добиваат техники и алатки со кои што овие дечиња може комплетно, нели, да речеме условно кажано нормално да функционираат надвор во општеството доколку им се помогне, а тоа значи и работа на самодовербата, на нивната ментална состојба, затоа што знаете, мислам дека последиците по нивното ментално здравје се многу пострашни отколку академските последици. Се зголемува бројката, која е вашата сондажа? Да, мислам дека секоја година јас добивам дечиња кои што имаат некаква тешкотија во читањето или пишувањето и да се се повеќе и повеќе дечиња. Дури и на глобално ниво мислам дека процентот расте некаде од 15 до 20%. Сега беше 10 до 12, така што мислам дека и на глобално ниво оваа бројка расте, а тоа ни го носи и новото време и начинот на кој што живееме и нели многу други екстерни фактори кои што не се причина, меѓутоа нели се фактор кој што влијае на состојбата. Тоа мора да регистрираме, да се посветиме на вистина на сите и дечиња и ученици, за да можат нормално да го продолжат своето образование и навистина да бидат еднакви со сите. Така, тие се по способностите, имаат способности, се што е потребно, мислам дека е само пристапот кој што е на нас, наставниците или едукаторите, образовниот кадар, да го смениме и да го прилагодиме за да ги задоволи нивните потреби и за да направиме да се чувствуваат успешни, затоа што и овие дечиња стварно го можат тоа. Катерина Николовска, навистина ви благодарам за директното вклучување, што се вклучивте во оваа тема, бидејќи навистина секој ден да го работите. Благодарам и вам. Ви благодарам уште еднаш. Студио.